Денеска е собор на Свети Архангел Гаврил или Лазарова сабота. Тој е еден од големите 7 ангели што предстојат пред престолот Божји. И за време на викендот македонските граѓани како дел од иницијативата за заедничка Македонија се нанозе. Југоистокот има потенцијал да го развива манастирскиот туризам. Дневник на телеканал А1. Започнуваме. Мафијашката структура СДС не може да ги оствари ветувањата за разнебитување на Македонија и станува се понервозна, велат од ВМРО ДПМН. Од партијата велат дека народот го сопре криминалецот Заев во пазарењето со највисоките државни и национални интереси само за да се спаси од затворската казна која го очекува за сторените дела. Според ВМРО ДПМН, СДСМ не успеа во обидот за пуч со прекршување на деловникот за работа на собранието, законот и уставот да избере тирански претседател на собранието и затоа наспроти себе ги има граѓаните на Македонија кои си ја бранат својата држава. Криминалната групација СДС не успеа да го направи првиот чекор за намала врата да ја протурка платформата од Тирана. Криминалната врхушка на чело на СДС сепак не се откажува од таквата своја намера да формираат влада по волјата на Рама. СДС за да ја спаси својата криминална врхушка да не оди во затвор ја втурнува целата држава во политички амбис. Криминалната врхушка на СДС за да се спаси себе си од прогон клекна пред Рама, клекна и пред сила и пред сите кои ја негираа македонската државност, народ и национални символи. Криминалната врхушка на СДСМ сака да избере тирански претседател на собранието и што побргу да воведе двојазичност на Македонија, двојазични униформи и банкноти, стои во денешното соопштение на ВМРО ДПМН. Криминалната врхушка на СДС сака да избере тирански претседател на собранието за што побргу да прифати промена на националните символи и да ги обнови турците, србите, бугарите, хрватите, словенците, германците, италијанците, црногорците, но и македонците, учесници на НОП и јасном за геноцид. Криминалната групација СДСМ се плаши од дебата и обелоденување пред граѓаните за сите овие работи што ги прифатиле, а кои во крајна фаза ја имаат федерализацијата на Македонија. Граѓаните се гневни на ваквото однесување на криминалната групација СДС и се чувствуваат изманипулирано од страна на СДСМ, кој сака да им ја продаде државата, стои во истото соопштение. Затоа криминалната групација СДС наспроти себе ги има граѓаните на Македонија кои си ја бранат својата држава. Народот е на нозе, Македонија се буди, стои во соопштението од ВМРО ДПМН. И за време на викендот, македонските граѓани како дел од иницијативата за заедничка Македонија се нанозе. Со така наречените конвои на државноста, денес со автомобили со македонски знамиња се возеше низ улиците на повеќе градови ширум Македонија. Со тоа иницијативата ја стартува 6-та недела од своите масовни собери. Се заокружи и 5-та недела од мирните собери на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. На југоистокот собирите од ден на ден стануваат се помасовни и помасовни. Секојдневни се маршевите во Струмица, Гевгелија, Дојран, Валандово и Радовиш, а пораките кои се испраќаат се исти насекаде. Зачувување на унитарноста и сувереноста на Македонија и жестока одбрана на македонските национални интереси. Додека работните денови се резервирани за протестни маршеви, за време на викендот се имплементира алтернативна програма. Денеска иницијативата организираше автомобилско дефиле. Голем број автомобили накитени со македонски знамиња минуваа низ централното градско подрачје, порачувајќи дека веќе 41 ден се на улиците. При тоа најавувајќи дека следуваат многу важни 3 дена од следната недела. Тие велат дека следуваат важни настани за Македонија, за кои треба подготвеност за реакција во секоја секунда. Денеска на 41-виот ден од нашите протестни маршеви решивме да го подсетиме веќе разбудениот, добро разбудениот град, ние во Скопје, секој во своите градови, дека наредната недела која доаѓа ќе е клучна недела, особено првите 3 дена, понеделник, вторник, среда. Оно што се обидува да го направат во четвртокот, на шверцерски начин да изберат претседател на собранието кој не се откажа од тиранската платформа и веднаш потоа да преминат на изборна влада, ќе се обидат сосема сигурно во еден од овие 3 дена, пред Великден, да го направат. И тоа не смееме да им го дозволиме и нема да им го дозволиме. Ќе бидеме будни,
ќе следиме се што се случува, ќе следиме многу внимателно и ќе реагираме во секунда. Апелираме да не се обидуваат, но знаеме дека ќе се обидат и затоа сме тука. Затоа денес се возевме низ Скопје и низ цела Македонија да ги подсетиме граѓаните будно да внимаваат што ќе се случува. Многу важни 3 дена на почетокот на наредната недела следуваат. Тиранската платформа беше презентирана на Божик, намерно, за да не предизвика големи реакции, бидејќи за божикните празници секој си има други приоритети. Истото ќе се обидат да го направат пред Великден. Овој пат нема да помине без реакција. Ве поканувам сите да се мобилизираме. Понеделник, вторник и среда е многу важно да бидеме тука и со нашето присуство, како многу пати досега, да извојуваме уште една огромна победа на иницијативата за заедничка Македонија и се зашто таа се бори и се што таа застапува. Синоќа пак граѓанската иницијатива за заедничка Македонија на југоистокот ја имаше кулминацијата на собирите од таа недела, откако граѓаните се собраа на градскиот плоштад во Струмица. Со мирен марш се упатија кон турското мало, каде луѓето кои живеат таму им се придружија и во еден глас се извикуваше Македонија и се вееја македонски знамиња. Спојка на народите во Струмица како никогаш досега. Тоа е Струмица на нозе против се криминогено и наклонето на велепредавство на сопствениот народ. Ете како реагираат кога им ја чепка заедничката Македонија на сите кои живеат овде. Е коментарот на организаторите на маршот. За некои работи кои требало да се надминат пред еден век и повеќе, мене лично не ми е јасно како може политичари кои бараат федерализација и граници на наша и ваша, на поделба, на големи Албанија и на не знам што, во ист момент да бараат, да сакаат граници големи, а потоа да се залагаат за европски вредности или свет без граници. Тоа е таков абсурд кој едноставно сам по себе е комедија. Баш ми е жал. Кога дојдов овде, гледам темни улици, неосветлени, ги барав градинките кои ви ги ветуваа пред оваа место. Каде Заев се колнеше пред оваа џамија и пред оваа црква, дека рамо до рамо со овој народ, со неговите деца, заедно ќе одеме на училиште. Утре недела иницијативата нема да има собири, туку преку соопштение ќе се изјасни како ќе се делува наредната работна недела. Продолжуваме понатаму. Денеска е собор на Свети Архангел Гаврил или познат како Лазарова сабота. Тој е еден од големите 7 ангели што предстојат пред престолот Божји. Му го јави на Захарија раѓањето на Свети Јован предвесник и самиот за себе рече: "Јас сум Гаврил кој стојам пред Бога." Неговото име Гаврил значи маж Бог. Зборувајќи за благовештение, светите отци толкуваат дека е испратен архангел со такво име што ќе означи кој и каков ќе биде оној што ќе се роди од пречистата дева. Некои дознаат дека истиот тој Гаврил им го јави на Јоаким и Ана раѓањето на Дева Марија и дека тој го поучуваше Мојсеј во пустината како да ја напише книгата Битие. Светите отци мислат дека Гаврил му принадлежи на првиот и највисок чин на небесните сили на серафимскиот, зашто серафимите стојат поблиску до Бога. Тој е значаен еден од 7 серафими најблиску до Бога. А одејќи од куќа до куќа и пеејќи ја песната Лазаре, Лазаре, најмалите од Гевгелија денес го одбележаа традиционалниот обичај на Лазаревата сабота. Лазарките пееат посебни песни и затоа добиваат дарови од домакинките, најчесто пари, но ги даруваат и со јајца, чоколади и бомбончиња. Одејќи од куќа до куќа и пеејќи ја песната Лазаре, Лазаре, најмалите од Гевгелија денеска го одбележаа традиционалниот обичај на Лазарева сабота. Лазарките пеат посебни песни и затоа добиваат дарови, најчесто пари. Со песната се велича личноста, се посакува напредок на семејството, здравје и среќен живот на фамилијата. Лазарките сега да се пречекувани со задоволство домакинките, кои покрај пари ги даруваат и со јајца, чоколади и бомбончиња.
Една недела пред најголемиот христијански празник, домот е украсен со цветни аранжмани, зајачиња, шарени пилиња и многу обоени јајца. Декоративните елементи упатуваат на символите кои со векови се следат за Великден, но се поврзани и со елементите на будење на пролетта, живописните бои и позитивното расположение. Црвена, жолта, портокалова, зелена и розева се дел од палетата на бои кои ги има скоро во секој дом, кои воедно и ја даваат ведрината и позитивната енергија. Младите домаќинки веќе размислуваат и за бојодисување на јајцата во неразлични бои, светолчин кој ќе го направат следниот четврток. Во чест на овој ден, во спомен на Лазарева сабота, имен ден денеска празнуваат Лазар, Лазо, Цветан и Цвета, како и имиња кои произлегуваат од билки како Калина и Лилијана. Центарот за поддршка на лица со интелектуална попреченост Порака од Струмица денес организираше хуманитарен хепенинг по повод одбележување на христијанскиот празник Лазарова сабота и престојните великденски празници. По тој повод денес во центарот на градот беа презентирани ракотворби, украси, керамички вазни со великденски мотиви, великденски јајца, кошнички за великденски јајца и други креации со великденски мотиви изработени од децата и младинците со интелектуална попреченост. Сакаме да и покажеме на пошироката јавност што може да направат тие деца и да ги покажат нивните капацитети, нивните креативни способности. Бидејќи, како што знаете, социјалниот клуб кој што функционира во рамките на Порака Струмица веќе 7 години функционира благодарение на просторни капацитети обезбедени од страна на општина Струмица, како и проектни и програмски активности кои дел се финансирани од општина Струмица, дел од Републичкиот центар Порака од Скопје. Така што на тие работилници децата и младенците со интелектуална попреченост ги изработува овие изработки денеска со великденски мотиви, великденски јајца, великденски кошнички. Средствата кои што ќе бидат собрани од денешниот настан ќе бидат искористени за доопремување на социјалниот клуб со потребните дидактички материјали за успешна реализација на работилниците кои што следуваат и се дел од програмата за работа за оваа година. Исто така голема поддршка и помош околу овој настан, а и во принцип при реализацијата на овие работилници имаме од Основното училиште Видео Подгорец, од Средното општинско училиште Димитар Влахов, од Основното училиште Сандо Масев, од волонтерите од Младенскиот клуб при Црвен крст од Струмица, исто така се наши пријатели, наши поддржувачи и редица други организации и институции кои ни помагаат, така што можеме да целта ни е да ја покажеме на Струмица и на граѓаните што може тие лица да направат. Македонија има потенцијал да го развива манастирскиот туризам. Се повеќе се зголемува бројот на странски туристи кои доаѓаат да уживаат во убавините на манастирите во земјава кои датираат уште од почетокот на христијанството. Македонија има што да понуди кога станува збор за манастирскиот туризам. Според отец Јаков, многуте манастири во земјава се и повеќе од атрактивни за привлекување не само домашни, туку и странски туристи. Културното наследство, кое датира уште од првите векови на христијанството, е се повеќе привлечно за туристите. Секако дека има, да видите, не само во Струмичка епархија, генерално во нашата држава во Македонија, кога се зборува за манастирски туризам и се тоа што на тој план можеме да го понудиме и како држава и како црква е и повеќе од атрактивно, заради тоа што се можеме да зборуваме за културно наследство кое што датира од првите векови на христијанството и на овие простори воопшто. Така да еве за пример да го земеме манастирот во кој што сме на Пресвета Богородица Елеуса во Велјуса, датира од 11 век и е сочуван автентично. И тоа е своевидно чудо и многу интересен факт, поготово за западниот човек. И Струмичката епархија има што да им понуди на туристите кои ги интересира туризам од ваков тип, вели отец Јаков. Освен домашните туристи, се поголем е бројот инострански туристи кои уживаат во манастирските убавини во Струмица, а најмногу од Холандија. Тој вели дека во сите туристички агенди за посета на Струмичкиот регион неизоставен дел се и посетите на манастирите.
Во нашата епархија, значи манастирот на Покровна Пресвета Богородица во Водоча и овој манастир тука, потоа светите 15 евреополски свештеномаченици, кои што датира од 3 век. Во последните години се почесто имаме туристи кои што доаѓаат од западноевропските земји, во кои што водачка е Холандија и некои други земји од Западна Европа, земјите од соседството како Бугарија, Грција, Србија. Така да можеме да речеме дека имаме странски туристи. Она што најмногу ги привлекува туристите се манастирските факти, истакна отец Јаков, убавината и историјата на манастирите. Туристите доаѓаат и со одредени предзнаења и информации, особено за манастирот Велјуса, кој според отец Јаков е неминувен манастир кој стои во сите монографии, кои говорат за културното наследство и за нашата црква. Но има и такви кои додека уживаат сакаат да дознаат и нешто повеќе. Жителите на Валандовското село Пирава и денес со гордост се среќаваат на некогашниот фудбалски клуб Ударник, кој донел многу успеси за ова мало место. Голем дел од нив се уште чуваат спомени за луѓето и случките кои биле дел од историјата на фудбалот во Валандовската општина. Спортот, особено фудбалот, некогаш бил гордост на Валандовското место Пирава, а неговите жители се уште ги паметат најдобрите денови на фудбалскиот клуб Ударник. Спортската екипа настанала уште во времето на ослободувањето од фашистичката окупација, а по ударните акции го добила и своето име. Во почетокот на мојата кариера, моето играње, игравме едноставно без никаква надокнада, го игравме фудбалот затоа што го сакавме. Условите не беа такви како што беа подоцна и денеска. Се соблекувавме дома во нашите простории, па облечени со дресови и со копачки, одевме на игралиште, каде што за среќа не пречекува голем број на гледачи. Клубот, кој важел за еден од поважните во регионот, остварил доста успеси, се надпреварувал и во Велешкиот регион, а постигнал добри резултати и во втората македонска лига. Во надпреварувачката 1991 и 1992 година Ударник го достигнува најголемиот успех. Во Јужниот фудбалски регион го освојува првото место, тогаш и јас бев секретар, и влегува во втората единствена македонска фудбалска лига, која броеше околу 20 клубови. Се сеќавам на еден надпревар каде што беше тренер Дончевски. И еден голем отпор му се даде на Варда. Тогаш Дончевски пред сите им се обрати на своите фудбалери, велики им, гледате ли како се борат децата? Тоа и од вас го очекувам на неговите фудбалери, им го рече. За жал денес и спортскиот терен и соблекувалната која некогаш ја користел овој клуб се оставени на забот на времето, вели Џонов, а безуспешни останале и обидите да се обнови клубот, чие постоење представувало празник за жителите на ова населено место. Почитувани гледачи, во продолжение на станите од светот, да ги проследиме. Мажот кој беше приведен вчера вечерта во предградието на шведската престолнина и за кој во текот на ноќта беше изречена мерка притвор, е осомничен дека го возел украдениот камион кој пригази пешаци на централната улица во Стокхолм и потоа удри во трговски центар, соопшти портпаролот на шведската полиција. Мислиме дека мажот приведен под стража е сторителот на атентатот, рече портпаролот Ларс Бистром. Според многу шведски медиуми станува збор за 39 годишен узбекистанец кој бил симпатизер на организацијата Исламска држава. Тој е приведен во северно предградие на Стокхолм. Во нападот вчера загинаа 4 лица, а беа повредени 15. 9 се во тешка здравствена состојба. Баскиската сепаратистичка организација ЕТА и предала на полицијата листа со 12 скривалишта со оружје во југозападна Франција, јавија западните медиуми повикувајќи се на информации на извори блиски на процесот на разоружување на организацијата
организацијата. Листата била предадена на француската полиција преку посредници во мировниот процес, кои се представници на француското цивилно општество. 12 скривалишта со оружје и експлозиви биле последниот преостанат дел од арсеналот на ЕТА. Министерството за одбрана на Русија од утре ќе ја прекине црвената линија со Пентагон, соопштено е вчера во Москва, јави ТАСС. Соодветна нота веќе е врачена на американското воено аташе, изјави портпаролот на Министерството за одбрана на Русија Игор Конашенков. Пред еден час во Руското министерство е повикано военото аташе на американската амбасада, кому официјално е врачена нота за тоа дека руската страна од 8 април престанува да ги исполнува своите обврски во рамки на меморандумот за разбирање меѓу Министерството за одбрана и Пентагон со цел спречување инциденти и осигурување безбедност за летовите на авионите во рамките на операциите во Сирија, порача тој. И уште една информација за овој дневник, а тоа е да видиме какво време не очекува. Времето во Македонија ќе биде променливо облачно со услови за повремени врнежи од дожд. Преку денот ќе дува умерен до заселен северен ветер, поизразен во котлините на север и долж по Вардарието. Утринската температура ќе се спушти до 4, а дневната ќе се искачи до 16 степени. Во наредните денови се очекува стабилизирање на времето. Ќе дува ветер од јужен правец. Утринската температура во недела на места ќе се спушти под нулата, а дневната температура ќе биде во пораст и ќе достигне над 20 степени во регионите на југоистокот. Во вторник се очекува температурата на југоистокот да достигне 24 степени. Почитувани гледачи, ова беше и последната информација за овој дневник. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно!